овој дел од студиото анализираме една тема која што веројатно секого го интересира, затоа што рековме дека Facebook стана дел од нашето секојдневие, дел од нашето, може да кажеме, член од семејството. 15 години. Вау! 15 години Facebook. Наш гостин е Бојан Кордалов, кој што секако сте еден од порелевантните кои што често говорат на оваа тема, социјалните мрежи. На кој начин стана? Зошто стана она што беше студентска идеја, сепак дел од секојдневието на секој човек? Прво стана заради тоа што успеа да ги на некој начин обедини или да ги вклучи сите начини на комуникација на кои што бевме навикнати и се навикнуваме во една платформа. Заради тоа што Facebook, таков каков што е денес, не беше таков на почетокот. Ги немаше нити опциите за чет, нити опциите за многу лајкања, туку само коментирање и така натаму. Едноставно, постојано се надоградуваше врз основа на потребите кои што ги има потрошувачите и врз основа на она што даваше на луѓето да можат да дзирнат повеќе во животите на другите, но и да се во наводници разголат себе си. А во човечката природа тоа е еден од инстинктите, може да кажеме. Па да, ако земеме дека пред 15 на години, кога се враќавме некаде од одмор, ако имавме прилика да одиме, особено некоја дестинација, одевме на гости да ги гледаме сликите, а дефинитивно потребата од Facebook и тоа како денеска се надзире и оправдана. Бидејќи денеска нема потреба да ги викате најблиските или 10 луѓе да ги видат фотографиите од вашата дестинација, туку едноставно го ставате онлайн и тоа лесно допира до десетици, стотици, па и илјадници луѓе. На тој начин, сепак, алатките се оние кои што придонесоа, нели, развојот на самата технологија, идеите, ако се земе предвид дека, како што самиот рековте, Facebook започнува само со објава на фотографии, тоа е една студентска желба, односно како да се верувам дека на сите им е познат собственикот, основачот Марк Цукерберг, кој што го прави тоа со цел да им се покаже на неговите колеги од факултетските денови, кога не е толку популарен во своето друштво. Дали Facebook има извршено баш една такво едно влијание кај нас, луѓето, токму да им се допаднеме на другите, да доаѓаме до еден начин на оправдување од другите? Па на почетокот јас преферирам или би сакал да го гледам Facebook како нешто кое што е голема мотивација, особено за младите луѓе, како бизнес идеја или како иновација, која што тим на студенти пред 15 години седнали и обмислиле со идеја да постигнат нешто големо, предпоставам не ни надевајќи се дека ќе стигнат до тука, но сепак сакам да биде мотивација за секој млад човек во земјата, наместо да бидеме само предмет како да се заработува на нас преку рекламирање, да бидат младите луѓе иноватори спремни своите идеи да ги преточат во реалност, заради тоа што денеска изгледа многу недостижно, така било веројатно случајот и со Facebook, па стигнало до овие размери каде што е денеска. Зошто е Facebook успешен, зошто постојано се наградува, што е она што го прави добро, што го прави лошо? Секако дека постои баланс, секако дека ние се променивме, се адаптиравме на она што го прави Facebook, но пред се би кажал дека успеа да го извлече од нас сето она што сакаме да го правиме, или сета култура или некултура ни ја стави на површина. Значи, Facebook, целокупно интернет и социјалните медиуми се огледало на секој од нас, се огледало на општеството и всушност тоа е во исто време мана, меѓутоа и голема доблест, да можеме да се погледнеме во тоа огледало и да видиме дали вакви сакаме да бидеме или пак е време нешто да промениме кај нас. Кордалов, неспорно е дека спомена и ти социјалните мрежи, меѓутоа еве конкретно зборуваме за Facebook. Има и позитивни и негативни карактеристики. Споменавте како вие одбирате да го гледате Facebook, меѓутоа колку станавме зависни како општество на глобално ниво. Еве, не само во земја, бидејќи де факто е одраз, како што рековте, на самите себе, меѓутоа колку реално е сето тоа прикажано на целата платформа, бидејќи
има нели тука влегуваат ширењето на говор на омрази, сите оние негативни карактеристики. Секој од нас избира на каков начин го користи нели индивидуално и дали на позитивен или негативен. Меѓутоа она што и Чаловски и како тема на отворените линии го поставивме, по друга страна стана како член од семејството, па за волја на вистината верувам дека секое семејство кај нас па и во светот се фаќа себе си каде што проаѓа еден час, а сите четворица или петорица седат на телефони и куцкаат на месенџер или... И се прават заеднички профили. Да. Да. Знаете како, не може да очекувате еден патерн, еден стил на однесување кој што ќе важи за сите и всушност тој убавината на социјалните медиуми, тој убавината и на Facebook. Со еден збор, многу е важно секој од нас да си го најде патот, да си го најде особеност, да се најде и она како ќе се представи таму. Станавме зависни, станавме, да речем, да не можеме да функционираме без појавата или без постоењето на интернетот, меѓутоа многу често говориме на темата наречена дигитална и медиумска писменост. Многу повеќе позитивни страни постојат и на Facebook, и на социјалните медиуми, и генерално во интернет просторот, отколку што постојат негативни. Меѓутоа, колку нив ќе ги ползуваме, зависно од тоа колку ќе се описмениме дигитално. Значи, колку ќе научиме и ќе примениме вештини кои што велат како да успееме интернетот, Facebook и сите социјални медиуми да ги користиме за подобро да учиме, подобро да истражуваме, за подобро да работиме и да постигнуваме подобри резултати. Ако ги користиме за она што се нарекува трошење на време, губење на време. Или воајерство до некој степен. Во ред, до некој степен. До некој степен, да. Значи, ако ги користиме за нешто кое што се нарекува буквално губење на време, или само поминување на слободно време, штети. Често го давам примерот, ќе го дадам и сега, дури и јадењето на брокула, значи зеленчук кој што сите нутриционисти и лекари кажуваат дека е многу здрав, ако прекумерно ја јадеме таа состојка брокулата, сега ќе даде нус ефекти. Значи, многу е важно да знаеме да се организираме, многу е важно да знаеме што правиме на интернет, односно да знаеме како да ги користиме позитивните страни или со еден збор да бидеме дигитално писмени. За тоа нема факултет, за тоа нема средно образование, тоа се вештини буквално на доживотно учење. Новите или младите генерации кои што сега се, да речем, раѓаат или пак доаѓаат во допир со секојдневното користење на интернет, се со многу поголема можност да познаваат како да го користат интернетот. Но во исто време, ако не ги совладаат вештините, како што е дигиталната и медиумската писменост, ќе го поминат залудно своето време, интернетот ќе биде за нив нешто негативно, наспроти нешто позитивно. Да упростиме. Или ќе го користиме интернетот да истражуваме и да напишеме проект за на школа, семинарска работа за факултет, истражување кое што ќе го представиме во рамки на емисија или дебата, или пак ќе поминеме и ќе гледаме само воајерство, што прават другите, што јадела, кај била, што правел, и едноставно времето ќе помине, не сме осознале ништо ново. Сме биле искористени во наводници во комерцијални цели наместо и ние да придонесеме за подобро ползување на интернет. Facebook несомнено отвори еден пат за останатите социјални мрежи. По Facebook се појавува барем во поглед на популарноста Twitter, по Twitter, Instagram. И сите овие социјални мрежи на некој начин ја добија својата сила, својот замав преку Facebook, колку истите тие пак се корисни за развивање на бизнисот, колку социјалните мрежи се бизнис платформа. Се е бизнис, впрочем и основањето на Facebook е бизнис и начинот на кој што Facebook не започнал така. Иако не започнал така, започнал со интерес. Интерес, меѓутоа интерес за нешто да се постигне. Да. Во студентски денови тоа може да биде интерес да се допаднете, да заработите за да излезете, меѓутоа како што успевате, нели, и напредувате во возраст, имате подруги апетити. Интерес и начин на заработка на кој што тоа го прави Facebook, но и останатите мрежи кои што ги спомнавте, е секако преку комерцијализацијата, односно преку пуштањето на реклами од брендови, познати личности и слично. Често велам, секако нашето користење како граѓани на социјалните мрежи е заработка за брендовите. И ние сега имаме избор. Дали ќе дозволиме само да се заработува на нас, или пак ќе се обидеме да направиме нешто и ние да заработиме преку овие социјални медиуми. Особено е тоа важно за комерцијалниот сектор и за компаниите.
пред десетина години телекомуникацијските компании, дел од нив беа првите кои што ги пуштија од Македонија првите реклами во етерот на Facebook. Меѓутоа денеска има многу брендови, или речи си да не постојат брендови кои што немаат свое присуство преку страни и канали на социјалните медиуми и преку рекламирањето, односно адвертајзингот на мрежите. Особено што им е многу ефтино, претпоставувам тоа да го прават. Па знаете како, не секогаш ефтиното треба да одлучува. Паметна маркетинг стратегија се прави на начин да вие имате стратегија за целната група и каде ќе допрете до неа. И затоа секој пат, пред секој комерцијален клиент, пред секој избори, го даваме советот дека само микс, само комбинација на различни платформи може да направи успешна стратегија. Да упростиме, не значи дека вие ако цел буџет го дадете на Facebook, дека ќе направите успешна реклама. Мора да знаете која ви е таргет групата, која што ја ловите преку социјалните медиуми, која ви е таргет групата која што ја водите преку телевизијата, па дури во кој термин, со цел за да ги постигнете посакуваните ефекти. Ако вие имате нели продукт кој што е од прехранбената индустрија, секако дека на телевизија ќе гледате првенствено да ги таргетирате емисиите за готвење и секако прайм тајм рекламите. Прайм тајм времето во кое што ќе ги пуштите вашите реклами. На социјалните медиуми, ако имате исти таков бренд, гледате целна група која што повеќе се занимава со готвење, женска популација која уривате стереотипи луѓе кои што се и мажи, но имаат интерес од готвење, возрастна група, значи секако нема да таргетирате 13, 14, 15 години, туку ќе одите многу на поголема возраст, место на живење, ако вашиот производ се продава во одредени градови слично. Значи со еден збор се е бизнис, меѓутоа не значи ако платите поевтино дека ќе постигнете ефекти. Особено ги советуваме компаниите да внимаваат и да се рекламираат на сите канали. Не е доволно да се присутни само на социјалните медиуми, во некој случај туку тоа треба да биде комбинација од кампањи и на традиционалните и на социјалните мрежи. Да, Кордалов, и пред крај, ако ги споминавме и позитивните и негативните карактеристики на социјалните мрежи, еве конкретно за Facebook, имаше изминативе години нели многу обвинувања и кон првиот човек во однос на давање, односно заштитата на личните податоци, па се отвара многу дебати и во Америка, нели на глобално ниво, па и кај нас. Што правиме со оваа проблематика? Може ли навистина во голема мера, еве конкретно преку Facebook или по популарните социјални мрежи, навистина да има злоупотреба на личните податоци? Цукерберг тврди дека може да му се верува на Facebook во овој однос, меѓутоа се отвараа истраги. И здраво е да се отвараат истраги и нема друг начин од тоа да го држите под штрек одреден бренд, компанија или еве Facebook, од тоа да постојано разговарате и го контролирате дали ги почитува правилата на игра или не. Бидејќи секој од нас како корисник на социјалните медиуми или на одреден имејл или на било која платформа онлайн, сакаме да бидеме сигурни дека сме безбедни и заштитени и дека нашите податоци се тајни и доверливи. И не случајно секоја афера која што беше не само Cambridge Analytica, туку и серија на други, резултираше со пат на акциите на Facebook. Ниту Facebook, ниту другите социјални медиуми, значи тоа се компании. Ниту една од тие компании нема да ризикува да не вложува повеќе и да не заштитува повеќе лични податоци и безбедност, заради тоа што трендот на афери и скандали ќе води само кон нивно намалување на вредноста и потоа затварање, односно замена со друг. Последно што конкретно Facebook го најави беше $200 милиони кои што ќе ги вложи во поддршка и на новинарството. Бидејќи во насока на она што се нарекуваат лажни вести, феномен со кој што се секојдневно се соочуваме, битката мора да се води на сите фронта. Да, зборувавме последно во студиото и на оваа тема. Бојан Кордалов, специјалист за нови медиуми, ти благодариме за твоето гостување од военото време. Еве продискутиравме позитивни и негативни секако аспекти на социјалните мрежи, конкретно 15 години Facebook. Ви благодарам многу за поканата. Секогаш задоволство и чест. Така, останете со нас почитувани, за кратко се враќаме со нашиот следен гостин, пратеникот Амди Бајрам.
Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Canoil Bio – природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неće вратити. Се враќаме назад во студиото и секако председателските избори се ближат, а така се нижат и имињата на сите оние кандидати кои што би биле потенцијални председатели на Македонија. Еден може само да биде. Господинот Амди Бајрам, председател на Република Северна Македонија. Како ви звучи тоа? Па нормално е гласав за тоа име. Ама Амди Бајрам, председател на Република Северна Македонија, зборот председател? Па видите, ја ќе ви кажем една работа, јас со тие визии сум бил многу оддавна. Што 96-та година која формира партијата. Партијата со скратен Сојуз на Роми се вика СРМ. Значи, 96-та година со жути звездици, со една нога кон Европа, ромите, така визијата била 96-та година моја, и од тоа, значи, јас во тоа време сум планирал и скратена визија е СРМ. СРМ, Северна Република Македонија. Ама по ова Република Северна Македонија. Добро, исто. Тука инверзија тука е, инверзијата е тука. Господине Бајрам, и официјално веќе е објавено, влегувате во трката за предстојните председателски избори. Она што вчера беше соопштено од ваша страна, дека без ваше знаење партијата одлучила да ве кандидира, нели? И ја прифаќате ова, отварате налози на Facebook и Twitter. Така. Верувате ли еве дека преку лајкови, ако може така да се каже, ќе соберете доволно потписи? Па видите сега, значи овие денови сега идеме на лајкови, нормално да видиме дали ќе има 10.001 лајк. Тоа е значи пробниот балон колку ме прифаќаат граѓаните, нормално. И тоа ќе иде, а не 10.001, мислам дека самите вие ќе убедете и имате на вашиот портал тоа сега колку има и доста граѓани гледаат исто и на порталот го пратат вашиот, значи од еден телевизија, и
Тоа е нормално, ќе треба се соберат 10.000 подписи, а ќе видам понатака и ако има некоја подршка од сите пратеници во парламентот, ќе побарам без разлика од која политичка партија, без разлика кој се, ќе барам од сите подршка за 30 пратеника. Доколку не можам да добијам од 30 пратеника, јас ќе идам со збирање на подписи. Господине Бајрам, која е позадината на вашата идеја да бидете кандидат? Ова од партијата ве изненади баш или размислувавте дека можеби за круна на една политичка кариера да биде функцијата председател? Видите, партијата размислила нормално, затоа што партијата е парламентарна партија, дуго време траеме како политичка партија, 22 години сме основани, како што е партијата основана, популарна партија е, јака е меѓу народот, нормално, лидер сум на таа партија 22 години и партијата оценила дека сум се кандидирал за пратеник, сум добил за пратеник. Сум се кандидирал за градоначалник на град Скопје, сум добил 4-то место меѓу 19 кандидати. Значи, со 28.000 роми во градот Скопје, јас сум добил 4-то место, значи фактички јас сум градоначалникот, а не е тој што добил градоначалник. Ако идеме процентуално колку има македонци, колку има албанци, колку има други граѓани, према тоа јас сум тој кој у тоа време сум требал да бидам градоначалник 96 година. После тоа сум се кандидирал за градоначалник во општина Шуториӡари, многу добро знаете сите. Значи, 4 пати победив таму, поништуева све. 5-тиот пат, знаете сите, каде бев, што бев, со 5 голот, најнормално. И таму знае целиот народ дека сум со 5 гол кај ме однесува. И од таму победив. И граѓаните знаат дека се наоѓам. Ама во контекст на тоа, во таа политичка кариера ваша, тој гол со 5. Како ќе им одговорите на сите оние критичари кои што велат дека Амди Бајрам во својата политичка кариера поддржувал и многу погрешни политики? Најнормално се поддржувало. Политиката е политика. Политика е нож со две острици. Нормално, јас сум рекол од увек. Можда вие сега како го сваќате или како други некои го сваќаат, јас морам да бидам објективен, и увек сум објективен и увек искрен. Значи, кој е на власт, јас сум увек со вас. Таа е паролата. Затоа што ја единствен пратеник, нормално на мојот народ, увек морам да им помогнам на еден начин. Јас сум до позиција у никој случај не би можел да помогнам на мојот народ. Ама тука пак има, нели, критики односно обвинувања за местење на избори. Вие сте исто и во тоа. Вашето име се спомнува и во тоа. Како ќе одговорите на тие? Нема нигде местење до сега. Тоа се ромски политички опозициони. Знаете, увек тој што губи, увек има право да се лути. А сметате дека... Продолжите, ве прекинав, па ќе го поставам прашање. Значи, секој што губи на утакмица и ја губи утакмицата, има право да се лути. Така и тоа ромските политички партии, тоа од ромските политички партии, нормално, кога губат све што зборат. Сметате дека е оправдан вашиот став, како што спомена и колегата Чаловски, ви замеруваат многумина дека без разлика која партија или политички ешалон е на власт, вие мора да партиципирате во власта? Па најнормално тоа би требало така да биде, така го оценувам за без разлика мојот на народ. политиката која што... Без разлика кој е, затоа што политиката нормално, до тогаш кој со кого сум бил нормално пропаѓа таа политика, понатака и треба да се продолжи, треба да се соработува, тоа треба да се заборави, треба уиднина да се оди напред. Сте разговарале ли со други политички партии? Вие сте дел сега од парламентарното мнозинство, ама зборувам и за партии од опозицијата. Да. За идејата да се кандидирате за председател. Не сум разговарал со никого. Дали ја имате поддршката? Не сум разговарал овие од вчера навака најново. Сметате дека еве ќе можеби нели следуваат мерења на вашиот рейтинг, меѓутоа би имале сериозна шанса во трката за
председател? Токму е тоа, еве јас токму како што гледам, значи многу политички партии сакат се пријавуваат. Еве Самка Ибраимовски од ромите се пријавил веќе за... Сте го потикнале вие да ви биде против кандидат? Не сум го потикнал. Ја туку пред тоа, пред една недела, Самка неговата партија донесе одлука. Друг Матекс, Пазарот што го има ушутка, гледам на портали, Ром сака да се кандидира. Убаво е. Сите роми добро е што сакаат. Други исто политички партии гледам исто сакаат, многу лидери овој пат, значи голем апетит има секаде. Но апетитот е едно, а моќта е друга и стварноста е друга. Така. Што ќе биде? Значи, треба да се оцени кој колку вреди, кој колку тежи, кој колку меѓу народот може да пројде, кој колку народот го обожава. Господине Бајрам, како ви изгледа идејата за консензуален председател? Па токму е таа идејата. Вие Токму е тој потикот. да бидете кандидат на Да, ја партиите. ќе побарам од сите. Нормално, токму е тоа. Ај вака, бидејќи се нижат нели кандидати како што реков на самиот старт, веќе се професорката Силјановска едно од имињата кој што се врти, претеникот Владко Ѓорчев исто така, Филип Петровски поднесе, тој е исто поранешен пратеник, поднесе кандидатура. Од друга страна, се уште СДСМ и ДУИ не излегле со имиња, меѓутоа се споменуваат имиња на актуелни министри, Димитров, нели Спасовски. Така. Што ве прави вас поразличен од сите нив, или пак кој, дополнително на ова прашање, кој го гледате како најголем конкурент во оваа трка? Ја во овој момент ги гледам сите како конкуренти да ми бидат еднаквост. Сметате дека сите имаат шанса? Па, имаат шанса, некој не би сакал сега никого да увредам. Не би сакал, секој треба прво да се измери сам себе си. Така. Сам себе си и да се пусти вака на ова и да види што до каде ќе дојде. Нека една недела, нека биде на тест на Фейсбуци, на тие работи и да видиме кој каде ќе дојдеме секој. А ако зборувате што вас ве изделува од сите нив, тоа би било? Па видите, најнормално искуството го прави своето. Искуството, јас сум толку години, во моментот сум најстар пратеник во парламентот на Република Македонија со мандати. Со мандати, искуство имам доволно, најнормално и највише мене ме потекнува што сакам да го спојам, значи граѓанството, граѓаните да ги спојаме во Република Македонија од сите националности, значи првенствено од македонците, албанците, турците, ромите, бошнаците и другите, сите кои постојат власите, тоа комплетно цел народ, да направам, сакам тако председател да бидам, да го спојам народот, затоа што гледате дека Република Северна Македонија иде кон, значи, многу скоро се во НАТО, ќе бидеме учленети, па иде се отвора вратата за Европа и нормално мојата визија од мојата политичка партија таа е. И добро е за сите нас да ги спојам сите и да идеме више, доста беше меѓу нас. Ова што го гледате, растурење, напаѓање, праење, треба да ја средиме више и државата и граѓаните, да видиме кој треба. А сматрам дека тој сум, јас сум комуникативен, со секого јас сум еден систем, ластик систем, ластик отвори затвори, значи со секого добар, со секого имам здраво живо, секаде секој ме поздравува и најнормално сега битно е да се учествува и да остане во историјата, утре друг ден да остане во историјата, значи името да остане вечно и меѓу ромите да се збори, значи имало кандидат за бил кандидат за ова, бил кандидат за ова и постоел ром кандидат за председател. Ќе ви направи лична сатисфакција, сакате да кажете? Тачно. Ако ве прашам сега со анализа на председателот во заминување Ѓорѓе Иванов, да. Што е она што пак вие би го направиле поразлично од него, или како пак за прашањата како Преспанскиот договор, прашање кое што бара нели национална сплотеност по ова прашање, како вие би го направиле тоа поразлично? Што е вашата визија? Ја тоа би го направил како што го направи Заев, како што не повика сите заеднички. Јас на председателот моментален кој е во државата Ѓорѓе Иванов
значи не би го направил кон што го направи, што не го потпиша тоа, требаше тука му е замерката голема, јас тоа би го потпишал и тоа би го поддржал. Бидејќи сме некаде при самиот крај, а зборуваме за потенцијален кандидат за председател, има уште едно прашање кое што мора да го одговорите барем пред јавноста. Нема никаков проблем. Така, во вашиот анкетен лист како пратеник имате пријавено Peugeot од вредност од 1,8 милиони денари во ваша собственост и кредит на вашите деца. Од друга страна важите за човек, политичар, кој што го сака луксузот, може да кажеме, оние ромски балови гледаме дека се прават на високо ниво. Како сега Амди Бајрам поседува толку малку имот, а од друга страна може да го прави се тоа? Не знам дали сваќате ви една друга работа или дали ја знаете историјата на Амди Бајрам. Мајка ми моја е амерички државлянин, почината е мајка ми. Очувот мој 47 години беше у Америка, мајка ми 26 години, амерички држављани, они се сега тука погребани и мене ми потекнуе фамилијата од Америка. Што ја не сум сакал да напуштам оваа држава, нормално све постоело на мајка ми. Фамилијата не сме ние од некоја сиромашна фамилија, потекнувам од јака фамилија, а нормално тоа е тоа што пишува. Имаме иначе фамилија друга, све што постои. Пошто да, малку е пријавено, нели, во анкетниот. Сметате ли ете можеби на нивната поддршка од фамилијата што ја споменавте, не само во однос на ромските балови, еве во однос на Види, ромскиот бал потекнува од Сојузот на ромите. 40 годишница, не знам колку имате за ромскиот бал, што тоа е на жалост што не се прати. 40 години е ромскиот бал во Република Македонија. Се одржува уште од време на Југославија. Се одржува тој ромски бал и тоа сега више тој ромски бал не е бал на Македонија или на Југославија, на бивша Југославија, туку сега е европски ромски бал пренесен и цела Европа доаѓа во Македонија. 1080 и неколку луѓе имавме, 4 хотела беа завземени, значи дојдено од Европа во Македонија и другото многу помалку од Македонија. Многу помалку беше од Македонија. Значи ова е европски ромски бал и ромскиот бал се одржува, значи и убавицата не случајно еве таква среќа од Германија одбрана. Значи, бараме Македонија да идеме во Европа, на тој ден гласавме во парламентот, не случајно на 11 беше ромскиот бал, иначе ние ромскиот бал го правиме 15-16 јануар. А овој пат 11 не случајно беше тој ден гласавме во парламентот и на тој ден беше и прославата. Во ред, да, иде символично и уште едно прашање пред крај. Споменавте во текот на разговорот за дел од вашите визии, еве доколку нели би станале председател на, како што рековте, Република Северна Македонија. Конкретно за сега имате нешто освен соединување на народот, како што рековте, некои други? Па видите, значи самиот народ, ако си го даде гласот за мене и гласа за мене, пардон, значи, јас имам доста визии, јас сум стар бизнисмен, јас сум бил бизнисмен во Република Македонија на време на Југославија, јас сум бил на време на Југославија најакот бизнисмен овдека. Овие сега што се бизнисмени, тие биле за мене пиколо. Италијански збор се вика пиколо. Останувате на ставот дека сте брендот Кока-Кола? Да, останувам и понатака дека сум бренд Кока-Кола. Нормално Кока-Колата е позната, секој ја употребува, а јас сум познат како Кока-Кола, како познат дете што знае да каже на татко му од 2 години: тато, дај ми Кока-Кола да пием. Така сум ја познат меѓу целиот народ и меѓу децата и меѓу секој. Познат сум и големи подршки добивам цел ден денеска на телефони од секаде, не од роми, туку од граѓани од македонската националност кои сака да ми ја поддржат кандидатурата. Да. Јас само за крај, бидејќи сте долго време во политиката, самиот како што велите сте од Југославија, сте промениле неколку соработници, неколку премиери. Господине Бајрам, кој ви е највисокото достигнување во политичката кариера, а кое е на ниското оно што не сте сакале да го направите?
Видите, највисокото е, значи, она што вработивме, што направивме, министри направивме да има тие работи, тоа е све уредо, но она другото се си иде време со време, скала по скала. И вие кога отворивте оваа телевизија, нормално многу слаба гледаност имаше, а сега можем да кажем ги надминавте сите телевизии, значи за све си треба време. Така, почетокот е секогаш тежок. Секој почеток е тежок, самото време си го докажува, а сега секој чека кога доаѓа времето и ова еден телевизија секој да гледа вести или тие работи. А само уште одлука за која што може би се каете во политиката, има или нема? Нема, затоа што останувам во историјата на политика. Ниту па за оние што ви замеруваат, можеби? Па добро, мора да има замерување. Знаете, секаде има некоја љубомора. Секаде има завидни луѓе. Господин Амди Бајрам, ви благодариме што одвоивте време. Ова е ваше второ гостување во Еден ТВ. И едно да ве прашам само, дали имате сознание ваше, порталот ваш, колку има гледаност моментално? Има многу гледаност. А може ли да објавите момент колку има? Во момент кога Амди Бајрам е гостин, секако тоа се гледа. Во моментов не знам. Меѓутоа ќе погледнете бројки после Објавеноста колку има? Јас мислам дека тие 10.000 ги поминав. Ви посакуваме една успешна трка, па како што велите на крај и само да сте учесник, ќе зборувате дека Амди Бајрам бил кандидат за председател. Благодарам, а бидете сигурни дека има надеж и да бидам председател на државата. Зошто да не? Ние почитувани овде се разделуваме со вас, со Јана се враќаме веќе во среда во 14 часот, а по нас продолжува нели забавниот дел, па колегата Сашо Ордановски. Дојдој.